зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Напуштен? Никогаш повеќе. Многу деца денес растат во дом со еден родител. Можеби кога беше дете, татко ти го сврте својот грб на мајката и за друга жена. И твојот дом беше растурен. Можеби не сметаш дека вредиш многу, или сигурно татко ќе останал со семејството. Ако си бил напуштен од татко ти, може ќе ти биде тешко да го гледаш Бог како небесен татко. Една моја пријателка вели дека единственото нешто што ја помогна со тој концепт беше проучувањето на Божјите одлики како наш татко кои се наоѓаат во Библијата. Со други зборови, наместо да действува од незиното искуство со татко и да помогне да го разбере Бог, мораше да го направи токму спротивното. Научи каков Бог татко е тој и потоа се кажа себе си. Таков треба да биде нашиот земен татко. Иако татко ми воопшто не беше таков. Псалм 27:10 вели: Ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прими. Најмалку веројатно луѓе на целиот свет кои би те напуштиле се мајката и татко ти. Особено мајката обично верува во своето дете кога сите се откажуваат. А сепак Бог вели дека дури и собствената мајка или татко да те напуштат, Бог никогаш нема да те напушти. Во Псалм 9 писателот Давид вели: бидејќи не ги оставаш оние што те бараат. Стих 10. Зборот напушти не е збор што често го користиме денес, но чуј ги неговите синоними: остави, дезертира, замине, отфрли, одрекува, се повлекува или се откажува. Тие го опишуваат она што Бог никогаш нема да го стори. Напротив, кога ќе замолиш да дојде во твојот живот, тој ветува дека секогаш ќе биде со тебе. Кога стануваш Божјо дете, тој го става неговиот дух во тебе, така што буквално тој никогаш не те напушта. Ако никогаш не си го сторил тоа, замоли го Бог да те внесе во неговото семејство. Тој те љуби. Тој е татко на кого може да сметаш. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.